Цивил медија. Што мислите за предлогот на владата децата со посебни образовни потреби да се вклучат во редовниот образовен процес? Со први дека доаѓам од таа бранша, знам за што зборувате, мислам дека тоа не е изворливо. Моето искуство вели дека доколку имате деца со посебни потреби, они бараат и посебни третмани и тогаш наставниците, професорите, воспитувачите не можат да работат во исто време на два колосици, што значи дека или ќе трпат деца кои имаат нормални потреби, или ќе трпат деца кои имаат посебни потреби, затоа што фактички невозможно е професор да работи на два начини во исто време. Доколку се запослат некои специализирани педагози или некои наставници, можда може да се направи таа инклузија на деца со посебни потреби, али тоа искуството вели дека е многу тешко да се направи. Ја сметам, лично моје мислење, дека е најдобро да се посвети посебно внимание за децата со посебни потреби, но да се лоцираат како такви посебни тимови на луѓе и педагози да работат само со нив. Системот не е баш кохерентен, тоа општо е познато, тоа не е нека новина. Може да се одработи, само се потребни организациони припреми. Нормално треба да се направи стручен кадар. Кај нас е проблемот секогаш во тоа колку се имплементираат знањата, некако немаме доволно волја да ги дотераме работите до крај. Мислам дека тука лежи проблемот. Не е во неможноста, него во немањето на упорност и интенцијата да се изведе до крај, онака како што е замислено. Како да ви кажам, може би да бидат вклучени, ама па да имаат и соодветни едукатори во склоп на тој клас. Инаку не знам како би можеле да ја следат наставата со редовните ученици. Немам идеја како тоа би изгледало. Сега се навраќам јас кога сум била ученичка. Може би тоа како предлог не е лош, ама пак останувам на мислењето дека треба да има едукатор кој што ќе ги следи во склоп на тоа оделение. Па добро, што да не. И тоа би било во ред. Сега зависи и какви посебни потреби станува збор. Значи, и тоа им улогат. Сепак би требало да се направи некоја комисија што тоа би го утврдила и би се постапило најсоодветно. Дека ние имаме капацитет во нашиот образовен систем за една ваква мерка како што предлага владата? Па, не знам дали имаме капацитет, меѓутоа може да се стори се која си има волја. Да, така со правилни, со искуство, странство, веројатно би успеле, сигурно. Мислам дека треба, да. Зошто мислите така? Па мислам дека треба секаде да бидат смешани за да допринесат за своето образование. Па не знам колку би било тоа паметно, например. Заради децава други, мислам. Не знам дали ќе го прифатат тие деца други. Мислам дека тоа е убаво, нема проблем, ама сега знаеш децата како помеѓу себе се гледаат. Ако има некое, че има, знаеш, смешки, такви работи, ја мислам дека за некои деца може би ќе прифатам, ама сите не верувам. Пошто мал некој проблем да има некое дете, одма сите го исмејуваат, такви работи се прават. Тоа ќе биде тешко и за тоа дете и мислам за родителите. Има што сум гледала, например, деца како го гледат во инвалидска количка. Значи, такви случаи, пошто децата мали се не разбираат. Значи, ако има родител да му кажува секој ден тоа, ама тие се многу мали случаи, секој си го гледа својот живот сега. Цивил медија.